затнат ми е. За среќа само носот, не и газот. И ве молам, познавајќи го нашиот македонски хумор, нели на широко познат, ве молам, немојте да употребувате упадици, па ако сакаш да ја ќе ти го затнам и газот и такви работи, пошто сум веќе спремен дека некој од вас може таква работа да искоментира. Ако сме кај нашите пцовки и нашата смисла за хумор на некој одма да му го спуштиш, ако ти се поднамести некако, одма да му стегнеш некоја овака дупачка. Вчера у Глуво куче на шанк упознав маж ли и жена ли беа, дечко и девојка ли беа, така повозрастни луѓе, 62-3 години, онака путници, светски шетале биле, не знам, ми рекоа Полска, Чешка, Хрватска, Словенија, Полска, Чешка, Србија, дошли у Македонија. Си шетаат, бе, си уживаат, тамошните изгледа, така да кажам, пензионери може да се дозволат шетање по светот. И правиме муавет нешто. Претходно, замислете, били на стадион, сакале да виделе има утакмица, тука се сместени околина на стадионот, го гледале вчера и Вардар, ја не знам како заврши таа утакмица. Важно човеков, кој што иначе порано играл и за Мелбурн, Кроеша, пошто од Мелбурн беа двајцата, значи играл за овој хрватскиот клуб во Мелбурн. У прва лига играл 2002-2003 година, така го разбрав. Иначе не е тој хрват, меѓутоа играл, баш профи играл фудбал. И бил вчера на надпреварот, беше разочаран, ми викам, тоа е тоа. Вика лигата, шо е, викам, лигата е таква и таква. Корумпирано и така, викам, неаме, викам, за жал фудбал како што и можеше да видиш, викам. Сега не е, ама не е тоа поентава на муаветов. И ова за пцовки, ве, и сега, знаеш, чул некој пцовки кај нас и ми вика, добро, вика, тоа ви се вика пцовките, пичку, матер, овона. Не, викам, застани, полека, викам, ние имаме такви пцовки, така што вие, аустралијанците, сте, викам, аматери за нас. Како оваа жена му се смее, или девојка што му беше. Викам, така, викам, ама, викам, ја не можам, викам, сега да ви ги преведам, ако ви ги преведам некои најгадни пцовки што ги имаме, викам, зашто сум експерт, академик, викам, нема да ги разберат, ја да ви ги преведам, нема да сватите, викам, пцовката. И овој ми вика, аустралијанецов Енди, ми вика, добро, викаш, кој е, вика, црвената линија, некој каква пцовка треба да ти кажеш за да влезеш у туча. Тој баш беше однака аустралијанец по изглед, така плаво жут, ко овој крокодил Данди, што го играше на време. Баш аустралијан, типични беа, 20 аустралијанци, типични. Вика, кој е, вика пцовката, вика, нешто, вика, I'll fuck you mother, нешто, ово, она, начул нешто, тиева мајката. Не, викам, чекај, викам, тоа, I'm gonna fuck your mother, викам, кај нас може да има и позитивна конотација. Како, вика, позитивна конотација? Така, викам, ние кажуваме I'm gonna fuck your mother, кога сакаме, викам, да кажеме у превод на енглески, викам, I'm very glad to see you. Викам, кога некого нема да видиш долго време и го гледаш, ти му кажеш, кај си бе да ти еба матер? Абе, умре од смење. И он и оваа жена, абе, умре од смење. Вика, не, абе, викам, исто, викам, where are you until now, you faggot? Деме, кај си до сега, бе, педер? Викам, и тоа има, викам, конотација, викам, драго ти е да го видиш пријател, не си го видел, ама вика, каков пријател, вика, партнер, вика, сексуал, не бе, викам, најобичен пријател, викам. Тоа е, викам, френдли пцовка, кај нас, кога сакаш да изразиш кај некого, викам, емоција, дека баш ти е драго што го гледаш, дека ти касни, едва и чекаш да го видиш, си се договорил да пиеш пиво, он касни и одеднаш се појавува после 20-30 минути закаснување и ти му викаш, кај си бе, педер? И така, малце ги изнапцув да ми излезе тоа, а овие се забавља, уствари, дека им беше интересно, ама викам, чабе, например, сега некои пцовки, сега ти, викам,
ти му кажеш сега, значи не можеш да му кажеш, викам, ние имаме пцоки, например, да ти го начука диво мариовско магаре. И сега, како тоа да му го преведеш? Али он инсистира да му го преведеш и сега ти не можеш, ако кажеш мариовско, појма нема кај Мариови како изгледа диво мариовско магаре. И се ти можеш да му кажеш да ме диво магаре, да ти го начука у превод на англиски, да ме wild donkey, како е? Let wild donkey to stick his dick up your ass. Што знам, мислам глупости. Не можеш да го преведеш. Не се. Така си почнав да си везам. Ја се забавјам, они се забавјаат. Пошто пцовки вим се наши, вим се како да ви кажам, они после кога нешто се обидов, ама не е тоа, не можеш ти убавината, широчината, филозофската длабочина на пцовката да ја доловиш. Кој ќе, например, интонацијата, пример, како да ти кажам, сега да не да не пцујам, али ти, мислам, да ми се најадеш од јајца како поп сармана за душница. Мислам, како, мислам, извинете, али како ова да го преведеш? Значи, невозможно е. Невозможно е. Да, ајде, не одам понатаму. Не е битно. Не е битно, него друго ми беше муабетот. А почнав од носот, па газот, па завршив со аустралијанцеве и диво мариовско магаре да ти го начука и такви работи. А уствари тема ми беше друга. Јебих, си тераат по свое, затоа она изјава вчера на Мицковски беше изјава на човек што му е дојдено преку глава, кој знае колку до сега ги трпел нивните суети на нивниот албански коалиционен партнер што е во власта. Па веројатно вчера на Мицковски или која беше тоа вчера или завчера му пукна филм, па им порача што сакаат нека прават, ако сакаат да излезат од собрание, ако сакаат не кидат на Марс, што сакаат да прават. Видовме вчера еден од нив како со наши пари, предпоставувам дека со наши пари си беше тама негде у Америка, кај некоја албанска диаспора, гостин. Видов у позадина само америчко и албанско знаме во главорел, а тој ти е официјален функција, официјален или представник, шо е сега тама нешто. Овој вице-премиер ли е, појма немам шо е. Ние му плаќаме патување, он да си оди у Њујорк, да лобира со албанците за албански прашања, за албанската кауза, за голема Албанија и сето тоа ние мора да го плаќаме од джеб. Од друга страна, тој коалиционен партнер има свој ментор од Косово. Инаку треба да знаете, кој не знае, тој Курти 1999 година беше разменет, беше заробен, тој е суопсен од страна на србите поради албански екстремизам и шовинизам, и 99 година, кога Србија беше бомбардирана, беше разменет со фактички беше извршена размена помеѓу српски и косовски заробеници или албански заробеници. Тодаш фактички така беше пуштен од затвори разменет. Подоцна тој ви стана премиер, ментор е новие коалициониве партнери на ВМРО, еден вид на ментор, не знам докаде им до сега тие нивни релации длабоки, но очигледно е дека и ВМРО им стана многу брзо јасно со дека всушност тамо ништо не се менува, може да се смени само партијата на власт,
Може да се сменат само имињата, амбалажата, но суштината, содржината на она што тие сакаат и она што тие го бараат е диаметрално спротивна од интересите на македонскиот народ во оваа држава и на овие простори. И токму затоа, наместо да бидат конструктивен елемент во изградба на стабилна држава, тие секогаш ќе бидат камчето во чевелот на македонскиот народ. Додека некои крупни геополитички земјотреси или промени не ја свртат природата на играта на опачки. Па оние што биле доле да дојдат горе и знаете како одат тие работи. Битно е ВМРО ДПМНЕ да е свесен, е свесен за проблемот што го има. Тоа беше неминовно, затоа што, како што реков, нивната кауза останува иста. Со влез во Европска Унија ќе си остварат конечно вековниот сон за една голема држава на Балканот, во која што ќе живеат сите албанци. Тоа ќе биде фактички објективно тоа ќе биде голема Албанија, формално правно со влез во ЕУ тоа ќе биде ЕУ, но тие се свесни дека утре кога ќе се распадне ЕУ, дека кога членките на ЕУ што биле во ЕУ, кога ќе се распадне унијата, кога ќе се вратат, ќе се вратат на своите национални матрици, на кои се темелени нивните држави, тогаш албанците ќе имаат фактички спремно за стартување и за живење во неа голема Албанија. За жал, ние во едни такви околности нема да имаме на што да се вратиме, затоа што ние ја после 2001 ја затрупавме со ѓубре националната матрица, националните темели на државата и навистина тогаш може да биде многу заебано кога ќе има промена на границите на Балканот, затоа што секоја промена на границите на Балканот знаеме дека завршувала со крв. Тоа е неизбежно. Сега, ако нешто се случи крупно предходно, пред Албанија да влезе во Европска Унија, а јас сум убеден дека Албанија пред нас ќе влезе во Европска Унија, ќе најдат начин како да ја протнат, но не и нас. Евентуално ако се случи некоја крупна геополитичка заебанција пред тоа да се случи, тогаш може би и нешто во таа калакурница што ќе се случи во светот, па и на Балканот, нешто да ќариме. Но и тука ќе биде многу тешко, затоа што овој пат како сидро кое што не влече напред го имаме НАТО. НАТО во една таква геополитичка заебанција крупна, мислам дека нема да одговори на она за што е основан, а тоа е да биде некоја заштита пред поранешниот источен блок и со оној член што го имаат во нивниот статут, како се вика, дека се должни, дека секоја нападната членка на НАТО е како напад врз НАТО. Шие му га џура, одма ќе ви кажам, у ситуација не дај Боже да се деси голема геополитичка заебанција, јас сум убеден дека ќе бидеме оставени сами на себе. Тие приказни дека ќе плаќаме нешто или дека да не бранат бугарите, грците, небото наше, евентуално воздушни напад некој, тоа кур се тресе ќе биде уладна вода, затоа што у тој момент ако треба нас да не бранат грците и бугарите, ни се еба мамата. Тогаш, не знам, ќе се разболе пилотот, ќе го фати ковид,
Иначе ова што сум затнат, не се секирајте, не е ковид, значи не мора сега да ставате маски овакви или скафандери кога ме слушате на Фейсбуков, кога ме гледате, значи не е, прво не е ковид, второ вака не можам да ве заразам, да ве подсетам. Слушајте го Филипче, нема да не сте го слушале. Сашуле, слушајте го Сашуле. Ови, што сега да кажам, не дај Боже да дојде до светска војна и да треба нашите градови, воздушниот простор да го бранат грците и бугарите. Значи, ке ги фати ковид, ке им снема керозин, ке им се дупне гума на авионот, ќе му се дупне гума. Абе се нешто онака ќе се дешава само за да не одбранат. Така да тие приказни што се подпираме на нив се маде голо од овца. Тоа да бидете сигурни, не случајно оние земји што се останаа неутрални се вооружуваат максимално периодов. Значи дека се очекува, па и оние што се членки на НАТО, но тука пред се мислев на србите. Да, тука се големи аванти упрашање, нели, ко купуваш оружје и така натаму, да не заборавиме, но не е дека само србите се вооружуваат и словенците и хрватите, горе на скандинавскиот полуостров, не ви кажам финците у каква у релативно висока фаза на воена како се вика тоа, тревога се, сега не е на највисоките да ме сватите, но има подигнато степен на тревога. А ние сме тамо каде што сме, такви какви што сме, живееме со такви какви што се. Што викаат старите, Господ нека ни е на помош, а гледаме што се случува наоколу. Сега е на удар на Блискиот Исток е Либан. Видовте што се случи со тој терористичкиот напад со експлозив во мобилни телефони, во пејџери, во токи-вокија, во кажи го, во електрични тротинети, во радио и преносници, како се викаат тие радија. Значи, кршење на сите Женевски конвенции, двојни аршини, која се однесува за двојни аршини пред се од Америка и од Европската Унија, кога се однесува за нападот на Русија врз Украина, за украинските жртви, тогаш русите се демонизираат, кога се однесува за геноцидот врз палестинците во Газа од страна на израелците, никој не реагира, тоа е за нив окей. Еве сега почна буквално жестоки бомбардирања на целата територија на Ливан, гинат луѓе. Хезболах не е за подценување, возвраќа се уште многу прибрано, многу како да кажам, таргетирано. Значи, Хезболах се уште немава со таква жестина по населени места, гаѓа точно одредени цели. Она што ја пуштија таа хиперсонична ракета, која што немаше експлозивно полнење, што падна у близина на Тел Авив, всушност била хиперсонична ракета, иако ја прво се сомневав, пошто си викам од каде му на Хезболах ова, точно е била хиперсонична ракета, можете само да предпоставите кој му ја доставил на Хезболах и што сакал со таа хиперсонична ракета што ја пуштија, што сакал да им порача на одредени големи играчи на светската шаховска табла, бидејќи таа ракета поправа не од Хезболах, уствари, да, бидејќи таа ракета беше, мислам, пуштена од овие од хутиве, не од Хезболах, него од јеменските хути. Таа ракета
100 километри помина за 11 минути, за да падне у близина на Телавив, никој да не ја сруши, значи да удри на тлото, и со тоа беше доволно јасна порака испратена до сите и до американците пред се, но и до израелците, со порака видете какво оружје имаме, кое што вие не можете да го соборите, ниту во сон, така што замислете си како би било која би имало одредена боева глава или неколку боеви глави во балистичката ракета. Поготово тие ако се полни со нуклеарен експлозив, со плутониум или со обогатен ураниум. Кога сме кај тоа, треба да знаете дека вистина светот е на рап на нуклеарна војна. Многу е можно Русија да употреби тактичко нуклеарно оружје, иако не е битно да не навлегувам во посебни анализи што се случува во Курск, каде што навлегува украинската војска и начинот на кој што навлезе таму и што сега се случува, не е битно. Треба да знаете голема разликата помеѓу стратешко и тактично нуклеарно оружје. Тактичкото е на база на плутониум, полнењето и нема радиацијата после таков удар на таква бомба е сведена на минимум, додека стратешкото знаете како е. Ги имате примерите во Хирошима и Нагасаки, само што ова е 10.000 пати, 100.000 пати помоćно од она што ги уништи Хирошима и Нагасаки. Така што штета е што некој очигледно го турка светова катастрофа, го имам кажано тоа неколку пати. По тие причини и ми е нејасно, мада вчера некој ми скоментира на тоа видео постот што го имав, демек, кај си сигурен дека американците па и неќат на Балканот да го запалат бурето барут. И ја тоа го мислев, исто кога зборував кога кажав дека албанците сепак не смеат да направат поголеми глупости овдека, затоа што американциве тоа е против нивните интереси во ваква ситуација да палат уште едно воено жариште, поготово не на Балканот, кај што знаеме какви народи живеат тука и што се спремни да направат. Но истото го помислив, некој што ми го пише од вас, вика, од кај си сигурен нешто од тој стил, ми каже дека американците па и не сакаат војна на Балканот. Па после ова што го гледам, што се случува во светот и како го туркаат Путин до ситуација да притисне на тоа црвеното копче, више да ви кажам прави, човек е стварно да не знае што да мисли, дека овие па може и да му дозволат на својот сојузник на Балканот да запали бурето барут, пошто гледаме каква е ситуацијата, каква е реториката на Курти во Косово кон Србија, каков е неговиот однос кон србите кои живеат на Косово, каков е односот на албанците тука кон државата, кон државните институции, каков е нивниот однос со животот овдека и така натаму, каква е нивната кауза, какви се нивните заложби за нивната кауза за голема Албанија. Така што, навистина, може би за да биде бал, у права смисла на збор, треба да биде маскенбал. Ако ga е така, еве го. Војната во Блискиот Исток, готово е, тоа е веќе отидено во регионална војна. Ако Нетањаху успее да го вовлече Иран во војната или Америка поточно во војната, тогаш рачунајте дека Иран влегува, иако сега делува против своите неколку прокси сојузници што ги има, што ги плаќа, што ги финансира, што ги поддржува и така натаму. Но тоа е веќе, како да ви кажам, влезено во проширување на поголем регионален судир. Ако влезат големиве, ако влезе Америка, ако влезе Иран во тој судир, рачунајте, тоа ќе се прошири нагоре. Сега, ако го запалат бурето барут овие на Балканот, се знае кој може да го запали и по чија наредба тука, значи она што се случува во Русија и она што НАТО спрема тамо некои планови за агресија, замислете, на руска територија, мислам, што да очекувате друго освен дека ќе биде
големо срање. Али ја да не кобам, иако се оди тоа натака. Се гледаме. Чао, чао. Море, Диво Мариовско, магаре... Ајде. Ние не смееме да ги заборавиме и семејствата на погинатите припадници на ОНА. Зошто? Детето не е ништо криво ако татко му зел пушка и тргнал да се бори против државата и погина.